Почитувани браќи и сестри, македонци и македонки, ги продолжуваме традициите за помен и спомен за децата бегалци. Да посведочиме за една од најголемите трагедии на македонскиот народ, геноцидот и прогонството на македонците од егејскиот дел на Македонија во така наречената граѓанска војна во Хеленската република од 1946 до 1949 година. Годинава одбележуваме 75 години од екзодусот на насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија во рамките на Шестата светска средба на децата бегалци насилно прогонети од егејскиот дел на Македонија. Годинава одбележуваме 75 години од геноцидот врз македонскиот народ во егејскиот дел на Македонија, кој трае до денес. Годинава одбележуваме 74 години од крајот на граѓанската војна во Грција, во која македонците заедно со грчките партизани, како и многу пати порано, ја ослободија Елада од нацифашизмот и повторно се вградија во темелите на нејзината државност. Поради тоа и нив права и слободи, како еднакви со еднаквите и равноправни со равноправните. Геноцидот врз македонците во граѓанската војна во Грција е најцрната страница во историјата на македонскиот народ од Втората светска војна, во која жртви за жал беа децата. Многу од нив убиени, по пат починати, околу 30.000 и целиот свет распрснати во Источна Европа, Канада, Америка и Австралија. Не смееме да ги заборавиме така наречените детски домови, педополисите на грчката кралица Федерика, германската принцеза, во кои по граѓанската војна насилно биле пренесени околу 18.000 деца, да не бидат наводно, цитирам, заразени од македонштината и комунистичката идеологија. Ги превоспитуваа, а потоа ги продаваа. Не смееме да ги заборавиме и напон бомбардирањата на Грамос и Новичо за време на граѓанската војна во Грција, помеѓу владината армија и ДАР. Во текот на 1949 година, последната година од војната, САД ја зголеми војната помош на грчката влада со воведување на ново оружје за крајот на војната – напалм бомбите. Денес и во Свети Николе после 75 години сме собрани да посведочиме за една од најцрните страници во историјата на македонскиот народ, геноцидот и прогонството на македонците од егејскиот дел на Македонија, од родните домови. Судбината која не следи од Балканските војни, двете светски војни и граѓанската војна во Грција. Трајно останува поменот и споменот за македонската Голгота од егејскиот дел на Македонија од времето на така наречената граѓанска војна во Грција од 1946 до 1949 година. Иако за време на граѓанската војна, Комунистичката партија на Грција ветуваше автономија до обединување на Македонија. После крајот на оваа војна, генералниот секретар на партијата после враќањето од Русија назад во Грција изјави: ја изгубивме војната, ама ја ослободивме земјата од македонците. Почитувани браќи и сестри македонци и македонки, договорот Заев Борисов од 1 август 2017 година и спогодбата Димитров-Кодзијас од 17 јуни 2018 година не е решение на македонското прашање, туку санкционирање на Букурештскиот договор од 10 август 1913 година, трајна промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Овие меѓународни договори се ништовни според Венецијанската комисија за договорно право 1969 година и представуваат преседан во светската историја на народите и државите. Представуваат флагрантно кршење на уставот на државата Македонија. Не се дел од нејзиниот правен поредок го суспендираат референдумот од 8 септември 1991 година и референдумот од 30 септември 2018 година. Затоа бараме итно безусловно раскинување на двата договори и распишување и раскинување на двете меѓувладени комисии за ревизија на македонската историја.
со која Македонија од држава треба да стане територија без македонски народ и историја. Почитувани, предлагаме историско помирување на македонскиот народ со соседните народи. Предлагаме договор за траен мир и добрососедство меѓу државата Македонија со соседните држави, но врз основниот принцип на меѓународното право на сувереност и еднаквост што подразбира заедно почитување и разбирање, соработка со сите по сите прашања од заеднички интерес, немешање во внатрешните работи на суверените држави и реципроцитет во меѓусебните односи. Простуваме, но не забораваме, било да не се повтори, но бараме извинување и репарации. ЕУ и НАТО не се достојни за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Остануваме посветени на трајно решавање на македонското прашање и бараме итно и безусловно продолжување на членството на државата Македонија во Обединетите нации и сите меѓународни организации под единственото историско и државно име Македонија. Остануваме посветени на враќање на граѓанските, имотните и наследните права на насилно прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија и нивните потомци. Заедно сме со нашите браќа и сестри македонци и македонки во соседните земји на државата Македонија, во остварување на нивните човекови права и слободи. Правото на образование, информирање и вероисповед на мајчин македонски јазик. Правото на слобода на изразување, здружување и собир. Правото на регистрација на здружение на граѓани и политички партии, заради заштита и напредување на македонските етнички, јазични, културни, верски, историски, државни идентитет, континуитет, наследство и простор. Повикуваме на семакедонско помирување и обединување заради одбрана на името на државата Македонија, идентитетот на македонскиот народ. Затоа што името на државата е идентитетот на народот и обратно. За много е лете чествувањето, поменот и споменот на насилното прогонетите македонци од егејскиот дел на Македонија. Никога е северна, само Македонија. Да живее Македонија и македонскиот народ. Амин.